Локалитетот е испитуван археолошки 3 пати, кон крајот на 2001 година, во 2002 и во 2003 година, и при тоа е откриени се траги на живење од крајот на бронзеното време, значи грубо тоа е некаде околу 1300-1200 година пред нашата ера. Тоа е време на, во науката, тоа е време на познатите дорски преселби или балканско-панонски преселби. Тоа се големи миграциони движења кои се претпоставува дека тргнуваат некаде од северниот, од североисточен Балкан и централниот Балкан, некаде можеби од и сигурно од средниот тек на реката Дунав, и се движат, тие миграции се движат во разни насоки, но тоа е една од главните насоки на тие движења е оди по оваа комуникација, по реката Пчиња и понатаму реката Вардар, и тие миграции, значи познати како дорски преселби, завршуваат со пожарување, со уништување на микенските населбите, на грчките населби на микенската цивилизација на брегот на Егејско море. Понатаму, дека се тоа големи движења кои го зафатиле целиот Медитеран, сведочат и други податоци археолошки и записи. Постојат записи дека тогаш се загрозени и дури границите на Египетското царство, тогаш пропаѓа хетитската цивилизација во Мала Азија, тогаш пропаѓаат многу градови на источниот брег на Мала Азија, меѓу кои познатата Троја, значи тоа е времето тогаш на Тројанската војна. И ние во материјалот кој го откривме овде, значи кој потекнува од тоа време, откривме и трагови на опожарување, што значи дека веројатно, значи тие миграции го зафатиле и овој простор и веројатно тогаш е и локалитетот уништен. Како и секоја обсерваторија, и нашата мегалитска обсерваторија морала да има места од каде што се вршело наблюдувањето, преку оние така наречени горни маркери кои го означувале позициите на небесните тела, при тоа преценисвање на движењето на сонцето и на месечината. Престолите се едни од маркантните места на кои се луѓето седели и вршело наблюдување, а оваа позиција каде што сега стоиме, тоа е всушност позиција за стоење, но ова е одредната позиција од каде сега сонцето се наблюдувало во есен и тоа во денот на рамнодневницата. Тоа се случувало и во пролет, и веројатно од оваа позиција и наблюдувањето на сонцето во овие 2 дена на рамнодневницата, значи кои се во наше време околу 21 март и 23 септември, веројатно било поврзани со изведување на земјоделските работи или евентуално сточарски работи. Инаку, од тука, на далечина речиси 90 или 100 метри, се гледа горниот нишан, преку се вршело тоа наблюдување на сонцето. Но, од тука, предмет директно саѓа правецот на правецот исток-запад, точно дефиниран, така да тој нишан всушност го дава и точно исток. Во тој ден на рамнодневницата сонцето ќе изгледа точно источната страна и преку тој маркер се гледа, но ако погледне на земја ќе видиме дека намне се наоѓа повторно нишан и тој нишан ќе ни покаже кога сонцето е завет. Значи гледано долу, подолу, тоа сонцето ќе завет точно на тој нишан. Значи тоа е таа линија на исток-запад. На оваа долна платформа, која што од горната, каде што се врши археолошки истражувања, е оддалечена во права линија околу 70 метри, исечени се, како што гледате во андезитна стена, неколку седишта престоли. Новие престоли во некои од карактеристичните денови на годината, племенскиот старешина
заедно веројатно со неколку племенски првенци, седеле тука и го очекувале појавувањето на сонцето. Појавувањето на сонцето означувало и почеток на веројатно некои обредни действија. Кои култови се славеле на овие вакви места, слични има на Крит, засведочени се како планински светилишта. Не знаеме, значи, кои култови се славеле, можда повеќе, меѓутоа секако е славен култот на соединувањето на мајката богиња Земја со нејзиниот син Сонцето. Од ова култно соединување, поверувањето на старите луѓе кои тука живееле, се раѓа целокупниот живот во природата. Мајката богиња Земја е најстаро божество, познато уште од неолитот. Имаме две прекрасни фигуринки на мајката богиња Земја од наодите археолошки во Македонија. Едната е од Говрлево, а едната е од Маџари. Значи, тоа е она фигурина каде што мајката богиња се издига над куќното огниште и на тој начин го штити. Значи, веројатно, култот кој овде, еден од култовите кој е славен, е соединување на таа мајка богиња Земја со нејзиниот син Сонцето, кое соединување го осигурувало понатамо целокупното задвижување на природата и се што е живо. И додека за загадочниот англиски Стоунхендж науката се уште многу мало знае и ништо конкретно не може да рече ни за намената, ни за постанокот, за македонскиот Стоунхендж барем нешто точно се знае, а тоа е дека служил за неверојатно софистицирани астрономски мерења. Единственото нешто што научниците со сигурност можат да го речат за англискиот Стоунхендж е дека тој е велелепна и величествена градба која некој и некогаш во минатото е изградил со некоја, барем за сега, само нему позната цел и за нему позната техника. Многу загонетки се кријат во англискиот Стоунхендж, но и многу хипотези се изнесени за неговата намена и неговата улага, бидејќи и камењата од кои што е изграден се носени од далечина поголема од 160 км, но како и со што пред 5000 години. Многу обиди се вршени за да се навлезе во светот на мистериите што се вртат околу тој загадачен круг од 30 огромни мегалити, наречени сарсони и уште 79 помали сини камења. Но за жал, до сега ништо научно потврдено не има некој рационално објаснување. Народните кажувања велат дека го изградил легендарниот волшебник Мерлин, некои мислат дека е светилиште кои го подигнале друидите, но како, кога се знае дека друидите како религиозна секта се појавиле дури 2500 години подоцна. Други, како англискиот истражувач Дейвид Икри, предпоставуваат дека е генератор на земјината или резонатор на вселенската енергија, додека американскиот професор Алан Хил од Нью Хемпшир тврди дека астрономска обсерваторија. Иако за Стоунхендж толку многу се зборува и толку многу се пишува, ако се нарекува и папог на планетата и вселенски репер со премногу совпаднувања, па дури дека е камена електронска сметачка машина која не била намената само за сметање, туку пред се за давање видео информации, како што мислат магистерот по математичко-физички науки Комисаров и асистентот Злобинов од Баумовиот технички институт, тогаш што би рекле за македонското чудо на вековите, наречено Татичев камен, за кое нашите научници мислат дека е многу поважен од Стоунхендж и дека Стоунхендж и додека Стоунхендж заправо го гледаме со строго почитување, пред Татичев камен стоиме со воодушевување. Но кои се фактите и какви се доказите за тоа? Сепак што и да речеме, и што и да мислиме за мегалитската обсерваторија Кокино на Татичев камен, Татичев камен го зборува самиот за себе она што науката до сега не го кажала за Македонија, бидејќи ваквите обсерватории можеле да ги подигнат само на обични луѓе, на необични места и за необични намени.